Ако сте расположени за типување за Суперболот и ако сакате по некој подарок од Моцарт, во коментари напишете ни колку вкупно поени мислите дека ќе има на Суперболот. Тие што ќе погодат, ќе си добијат нормално подарок. А исто така не заборавајте да стиснете едно subscribe за стално да ви искачат нотификации кога ја ќе искачам со емисија. Дечки, здраво! Петок е и нормално време е за нова епизода од Кланичарски муабети. Овој петок за малце фалеше да славиме, али од прошлиот викенд не бутна само една утакмица. Баш ми е жал што и во коментари на Facebook и на YouTube видов доста интересни комбинации и ливчиња. На 4 места по една утакмица не бута. Али за тоа викендов му е мајката. Али пред да преминеме на пишување на тикетче, тоа што ни е редовно, сакам да си направиме муабет за нешто што ќе се дешава во недела, а тоа е Суперболот. Ако не следите редовно, знаете дека кога ни беше гостин Круме во првата епизода оваа година, во 2019, човекот како ни помогна, ни даде совети, ни направи добитен тикет. Кој си го препиша, тој си го препиша. За финале во многу совети нема да ви делиме, али сакаме да кажеме збор два, а вие сами одлучете се дали ќе го ставите во тикет. Може ќе рече дека ви го тупиме со Суперболот и со НФЛ, али ја може да ви гарантирам дека еднаш кога седнете пред телевизор и да изгледате утакмица, ќе ви влезе чивијата и ќе се заразите. Значи, ако ги следевте полуфиналињата, и двете завршија со продолжетци. Трилер, хорор, не знам како да ги кажам. А Суперболот е права посластица. Само ќе ви нафрлам по некој податок за да ве заголицкам и за да си одвоите време во недела навечер. Мислам дека пола саат после полнок починува, така? Да. Играат New England Patriots и LA Rams. Значи, тука, зашто овој дуел е интересен? Прво, ја мене што ми падна во очи е разлика во години. Значи, играат дедовци со како да кажам. Том Брейди има 41 година, Том Брейди го знаете, значи сите квотербекот на Patriots, посебно од женскиот пол, така им е еден од поомилените спортисти како што може да забележам вака од муабет што сум правил со другарки. Том Брейди ако има 41 година и личи така како што личи, мислам дека и припаднички на понежниот пол ќе сакаат да го видат и Гоф. Тоа е квотербекот на Рамс. Дечкото има само 24 години. Ако сакате уште малце за статистика да позбориме, Патриотс имаат 5 Супербола. Значи сега атакуваат на 6 и со тоа ќе се изедначат со Питсбург, мислам дека има 6 најмногу во историјата. Да. Ремс имаат само еден, али како си узалет годинава, ништо чудно да изненадат да ви кажам. Ако сакате поише статистика, за да не ви го тупам ја, ќе си свртите напред во билтенот, си има све напишано, таман четиво да си го исчитате. Друга работа, ако НФЛ као спорт не ви е доволен предизвик за да го изгледате Суперболот, има халфтайм шоу. Значи види, не за џабе преку 100 милиони гледачи ќе го гледат преносот во живо само во Америка. А доволен податок за тоа колку ова им го дига адреналинот е тоа што неделата пред Суперболот секоја година редовно најмногу телевизори се купуваат во Америка. А освен тоа, освен оноа што им е ден на независноста, кога е дента на Суперболот се купува и најмногу храна. Значи американци јадат, пијат, купуваат, прават све за време на Супербол. Па сега, ако ова не ви е доволна покана, седнете пред телевизор недела вечер, више не ви спомињам, како да ви кажам. За Суперболов кажавме што имаме да кажеме. Ако и ви имате нешто интересно да кажете или да предложите некој тип, слободно може да напишете и у коментари во порака. А сега е време да се фатиме за работа. Знаете дека секој викенд правиме тикет. Прошло коло не бутна една, ова коло не давам. Значи си направи анализа, си сработив домашно, помогна и дечките тука од позади што помагаат у реализација. Значи овој викенд нема кај да ни бега добивката. Традиционално си почнуваме од Англија. У Англија ја одбравме оваа емија. Кристал Палас, Фулам. Кристал Палас, Фулам, 3+. Зашто? Кристал Палас задни 6 гола даваат гол. Фулам задни 7 кола даваат гол. Распуцани се, мислам дека тука нема шанси да промашиме на голови. Други утакмици ми се така сумљиви
и за овој викенд доста една од Англија. Ја повеќе сакав, тука ги гледав, одма ќе ви кажам, германциве. Имам интересна утакмица. Ајнтракт Франкфурт со Дортмунд. Дечки, ова една комбинација ќе запалиме 1+ прво полувреме, 2+ второ полувреме. Си запишам. Ајнтракт се на чекор до место што води у Лига на шампиони. Значи, даваат голови, играат на победа, а Дортмунд знаете дека го водат орото у Германија. Сите чекаат да се лизнат, али до сега барем тоа не се дешава. Мислам дека ќе има голови и тоа најмалку 3. Направивме вака поубава комбинација, нормално за поубаво коефициентче. У Италија имаме едно дерби и тоа е печено за голови. Рома Милан. Ја пишувам гол 3+, не се ни мислам. Рома играат, код играат ракоме, даваат голови, прибаат. И прошло кола имавме на тикет, гол 3+ у Аталанта, водеа, на крај нерешено заврши 3-3. Сеал куп изгубија 7-1 од Фиорентина. Фиорентина ти дае 7 гола, значи не знам како да кажам. Да не користам лоши зборови, а Милан ни се во залет, си го зема Пјатек овој од Дженова, малиов пољак што шиба голови, прва утакмица, влезе, бам-бам, 2 гола на Наполи, отидоа дале у куп. Значи, оваа ми е печена за гол 3+. Имав кај шпанциве, овдека ќе идеме на традиција. Бетис, Атлетико Мадрид. Ова ви ја ставам X2 и 2+. Атлетико се со стабилна форма, да изгубат шанса нема, и плюс немаат изгубено од Бетис од 2011. Значи не ни памти некој Атлетико кога заден пут изгубили од Бетис. X2 и 2+, проверено. И сакав малце да прошараме, и ја гледав Германија 2. Еве ни. Значи, Ауе играат со Келн. Ова 3+ чиста ќе ја ставам. Значи, Келн се узалет, сакаат да си влагаат во Бундеслига оваа година. Има даено 47 гола, примено 22. Ауе со Келн која играат од 2013 година сите утакмици им се 3+. Така да тука мислам дека нема да имаме простор да не вакво да не бутнат. 1, 2, 3, 4, 5 утакмици мислам дека се доста. Да не претеруваме, преку 20 и нешто е квота, така? Таму израчунајте, дајте им ги на екран и да видиме што ќе испадне овој викенд. Дечки, се гледаме вечер на уплатното место на Моцарт на Рекорд. Тоа е ново на сега што го отворивме, пошто ќе имаме доделување на наградите од надпреварот Доктор за ракомет. А секако нормално се гледаме и другиот петок со емисија. Овој пат не кажем за понеделник да не направам малер дека ни е добитен тикетов. Али си знаете.